Социјалдемократите иницираат создавање Европски фронт, ден по лидерската средба владеачката партија најава проект за обединување во пресред на пролетните двојни избори, парламентарни и председателски. Идејата е во фронтот да се вклучат политички партии и граѓански сектор активисти. Европски фронт за поселен економски напредок, поголеми плати и пензии, врвна демократија, социјална правда и европски животен стандард со европски вредности. СДСМ е подготвен во името на врвните државни национални интереси да оди на двојна победа на председателските и на парламентарните избори наредната 2024 година. Заедно да оствариме стратешката цел членство во Европската унија до 2030 година, велат од СДСМ. Не прецизираат за сега кој се ќе влезе во овој блок. И албанските опозицијски партии кои неодамна се групираа во еден сојуз, а која напушти лидерската средба, денеска најавуваат победа. Европскиот сојуз за промени сака да нагласи дека распишувањето на изборите впрочем значи прифаќање на порасно ова антиграѓанска власт. По овие избори, односно на 9 мај 2024 година, нема да се слави само денот на Европа и победата против фашизмот, туку овој ден ќе биде и прослава на победата против овој корумпиран антиевропски и антиграѓански режим, соопштуваат од Сојузот. Лидерите на политичките партии релативно брзо се усогласија првиот круг на председателските избори да се одржи на 24 април, а вториот круг заедно со парламентарните избори да биде на 8 мај. Тоа претпоставува дека изборите би се распишале не подоцна од 28 февруари, а техничката влада би требала да стапи на должност до крајот на јануари. Во овој период политичките партии, коалиции кои што ќе се формираат, ќе рефлектираат многу позиции во јавноста. Но следните избори се избори во кои што сите ние треба да одлучиме во каква Македонија и во какво општество сакаме да живееме. Од едната страна ќе имаме понуда, која што ќе биде представена од актуелната владина коалиција, од другата страна ќе имаме понуда која што ќе предводи ВМРО-ДПМН и коалицијата која што ќе предводи ВМРО-ДПМН. Немаме можност за исправка на тоа кое што ќе го донесеме како одлука на најпрви на 24 април, а потоа на 8 мај. Ги повикувам граѓаните да застанат позади понудата која што ќе ја трансформира Македонија во држава онаква каква што сакаме да ја видиме. Не само мојата генерација, не само повозрасната генерација, туку и оние генерации кои што следат. Вчера лидерите успеа да се договорат и околу измени на изборниот законник во согласно со забелешките и препораките на ОПСЕ ОДИХР. Очекувано, нема договор за уставните измени. Прифаќањето на уставните измени останува единствениот предлог за да продолжиме напред. Тоа е јасно и секој одлагање и ставање во неизвестност на преговорите на нашето полноправно членство е исклучително неодговорна и опасна политичка одлука. Овој став го споделив на лидерскиот состанок, со напомена дека уставните измени ќе останат да бидат обврска и за овој парламентарен состав, и за секој нареден, и секоја теза дека има некоја друга алтернатива за нашето членство во Европската Унија е погрешна. Сега е време да се постапи правилно и да се донесат уставните измени. Од датумите договорени на лидерската средба произлегува дека до крајот на мај би можело да се конституира новото собрание, а веќе до крајот на јуни новата влада. Инаугурацијата на председателот на државата би се одржала на 12 мај. Загласот на Америка. Владимир Мирчевски.